Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип вчера вечер организираше трибина по повод 9 мај, денот на победата на фашизмот или денот на Европа. На трибината свој излагање имаше подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николов, а исто така зборуваше и Николас Рабинов. Се дискутираше за предизвиците со кои се соочува Македонија на патот кон Европската унија. Исто така се расправаше за актуелните политички случувања во земјата. Денес е практично ден на победа над фашизмот и ден на раѓање на најголемата идеја досега, а тоа е најголемата мировна идеја, а тоа е идејата за обединета Европа, од која што Македонија и културолошки и цивилизацијски е дел, а секако сакаме и политички и економски да стане дел. Република Македонија во изминатиот период ги исполни условите за да почне преговори за членство со Европската унија. Знаете дека во 2009 година, кога ВМРО ДПМН водеше владата, добивме препорака за почеток на преговори. Таа препорака се повторува секоја година, но за жал не можеме да ги почнеме преговорите од проста причина што Грција секоја година поставува вето на почетокот на преговорите за членство со Европска унија. Факт е дека тука е спорот со името и дека тоа е еден објективен проблем и дека и се прави неправда на Република Македонија, но во исто време ние мора да работиме и на стандардите, на подобрување на стандардите и подобрување на условите на живот, затоа што нема поента членството во Европската унија без повисок животен стандард. Тука за жал гледам кочење во функционирањето на владата во изминатиот период, јас тоа и јавно го изнесов. Практично се манипулира со реформите. Ние имаме така наречен план 369, кој што прво не беше реализиран во целост. Во тие 9 месеци беа реализирани само 42%, потоа се дадоа уште 2 месеци, па пак не го реализираа, стигна некаде до 90%, и имаше небулози од типот на тоа дека именување на членови во судски совет или избор на јавен обвинител или пополнување на дипломатско-консуларни представништва или меморандуми помеѓу различни институции се реформи. Тоа го гледаат и граѓаните и Европската унија и мислам дека не треба да има со такви манипулации. Така што да заклучам, мислам дека патот на Македонија е кон Европската унија, ние треба да сме таму членка и секако основен е проблемот со Грција, но мора да работиме и дома. На наше огромно задоволство вечерва со нас е подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски заедно со Никола Србов. Ќе одржиме на трибина по повод денот на Европа, победата на фашизмот, се со цел не само декларативно, туку и да ги покажеме реалните наши заложби како партија за евроинтеграција на Република Македонија. Вечерва ќе искомуницираме со нашите поддржувачи, нашето членство, за да ги пренесеме нашите ставови. Во исто време ќе порачаме и ќе ги пресликаме сите оние работи кои што се случуваат во Македонија, кои што се само на зборови, а се помалку дела во поглед на евроинтеграцијата на Република Македонија. Така да мислам дека ќе имаме една плодна дискусија, плодна трибина. Поканете се сите наши членови и симпатизери кои што сакаат да се информираат за овој настан.